Драги мои републиканци, добре дојдовте во уште едно издание Слушај ваму. Што треба да слушате? Што се однесува до домашната ситуација, фокусирајте се само на една работа. Што добро се случува? Затоа што лошите фейк вести се многу погласни и неверојатно е, ми треба сигурно 6 сати објаснување за да дојдам до некаков заклучок, поише на гласно размислување, нели? Одо што со изграден став зошто тоа се случува, зошто полесно ќе поверувате во лага, во лажна вест, одо што во добра вест, одо што во вистинска вест. Имено народот го докажа тоа пред 2017. Поверува на низа. Знаете како? Сега се користи и тој говор фейк ньюс, лажни вести, теории на заговор. Ја ќе ви кажам една друга работа. Тоа беше трач муабет. Буквално онака прислушкувани разговори како Фарма да гледаме. Затоа и Фарма е најгледана во Македонија, за жал. Фарма е најгледана работа. Карлеуша е најпопуларна. Не е некоја наша пејачка. Тоа не е нивото. Затоа што го прифативте тоа ниво и така ќе продолжите. Но генерациите ќе се сменуваат и ја имам надеж дека многу поинтелигентни генерации ќе дојдат, многу попаметни, многу попродуховени. Затоа што времето кое го креира такви луѓе, докажува дека води кон провалија. Имено народот се свести, после 2017, колку лесно бил изложен, изманипулиран, колку лесно верувал на најсериозно сервирани лаги, ама ја чув со своји очи. Јас се сеќавам, многу време ќе ми треба. Не. Ај само ќе кажам дека еден се јави кај мене во емисија во Јади Бурек и ми вика тој заслужува да иде во затвор. Зошто? Па затоа што сакал за приватни цели да користи службен автомобил. Дали го направил делото? Не. Дали тоа што ти си го слушнал дека сакал да се ги вози децата во автомобилот, било делото сторено? Не. Па зошто да иде во затвор? Затоа што рекол така. Затоа што си рекол си иде во затвор. Например, ако ти нешто кажеш овде, треба да идеш у затвор? Не. Ама тој треба да иде. Значи, логиката се губи, тезите паѓаат во вода и ја мислев многу побрзо ќе паднат. Мислев дека 2020 вака ќе ја смените таа лажлива, таа клептоманска власт, но за жал се продолжи. Добро, имаше и тука други работи, дојде короната и таа ја лапнавте лжглап како толумба, без да джвакате и ја голтнавте. Вакцините се и најмалото зло што се случи со короната, но перењето на мозок од таа претходна власт, од тој човек убиец кој е сега лидер на кого вие му верувате, иако рейтингот му е многу доле, пак многу луѓе, пак се тоа стотици илјади кои му веруваат, кој што треба тоа да води? И вие денеска се чудите зошто некогаш на Хитлер му успеало. Затоа што имал ретарди уште тогаш, како што ние ги имаме тука. Иначе, да е паметен овој народ со многу повисок IQ, ние ќе имаме едноумие.
Ние ќе имаме една партија. Ние ќе имаме концепт, нема партија да имаме. Ќе имаме концепт како Кина. Ќе имаме една партија која ќе биде обединетост. Тоа е мојот сон, тоа е мојата желба. Јас за тоа би сакал. И единствена партија која може да направи такво обединување е токму оваа партија која е на власт. Колку и да се лоши, добри, вакви или такви политичари, они се најдоброто од Македонија. Нема подобро. Дали има мани? Апсолутно. Но доблестите, но добрите работи, но моралот и етиката, па погледнете само за неколку месеци колку имаме инвестиции, колку работи се средија, колку работи се открија, колку криминалци се уапсија. Пазете, не е ова затоа што бил од друга партија или затоа што протестирал или затоа што бил за уставот или против уставот. Не, ова се криминалци. Криминалци и рекетари. Ова го зборам, за да јас си го задржам здравиот разум, затоа што, еве ги, полека се враќаат фондовите од Алекс Сорос, не опаднале. Знаете сега што е најголемиот концепт? Значи, све се брише, снимка една, како овие од службата која треба да спречи ширење на болести меѓу животните, ги фрлала у канта за ѓубре. Било нехумано. Бре, да ви ги извадам јас се слагам дека треба да има поинаква процедура. И тоа сигурно се правило 100 години наназад, уште пред Тито, за време на Тито, па и да не збориме. Туку сега излезе снимка и вие морал и етика и повторно истите ботови, истите организации кои треба да оклеветат власта колку била лоша, колку била нехумана, нечовечка. И тоа поминува ке вас. Ја ви велам, издиши, изброј до 10, како што вела старите пред да донесеш одлука. И размисли дали работите се секогаш така како што ти се сервираат. А ти се сервираат исклучиво да помислиш така како што они посакале, да мразиш, за да нема обединување. Затоа што ако вака добро продолжи оваа власт, уште колкумина ќе се откажат од лагите, клептоманијата, неморалот, нечовечноста на тие што ги срушивте. Покажавте дека имате свест, немој да ја изгубите сега. Најсега што треба да направиме? Сега кога ќе бидат новите локални избори, да не знаат кај да се свртат, не прогон, не апсења, да се чудат, вака кога ќе се обратат некому, не те разбирам. Ама јас зборам македонски, молам, ама да не знаат, нивните дома нема да гласаат за нив, затоа што гледаат, се уверуваат се повеќе дека може некој добро да работи и да сработи. Нема да бидат ни овие идеални. Ке има простор за критика. Ма тоа ли е битно? Да се врат? Јас сум секогаш. Искачаш. Не чинеле, вакви биле, такви биле. Ја одма им викам. Хајде бе на избори. Изборите не се решение. Па што е решение? Да си дадат оставка. Бе, ретарди едни. Кој кантар, мислам, бабицата не... Прво, бабицата е јасно дека ви испуштила од руки и сте паднале на плочки. Кога сте паднале на плочки, тоа било многу лизгаво, затоа што, нели, ваша време, ваша власт, многу ќе ги е на неа. Па, тоа сого истурено, па, тоа отишло низ ходник. Па како се, кога ти испуштила тоа, по плочки низ ходник, по скалине. Ги знаеш скалине, она, едно 50-60 скали, на пат те подкачуе Југо 45, онака те цибнуе, се одбиваш како баскет на баскет игралиште, деца не разбираат многу баскет ли си, ти ли си, те фрлаат, те закуцаваат ова, она, ваму, таму, додека не дојде шумарот и вика, деца, не си играјте, бе, ова не е баскет, бе, дај да го прибереме, ве прибираат, растеш и стануеш член
на партија Демократ, национал, без национал, социјал-демократ. Пу бре, какви делам воздух. Знаеш што, никого не убедувам, ништо мене да не ми верувате. Све ова што правам, за да оставам еден ден кој ќе видат децата мои, внуците и правнуците, дали дедо им, прадедо им, татко им се залагал за добро, за правда, за слобода и за демократија. Ништо друго не ми е важно.